Ту доаѓам од Институтот за класични студии, како дипломиран класичен филолог и доктор по класични науки. Зошто ја сакате вашата работа? И она што отсекуваш и како млад го посакував е да работам со млади луѓе, бидејќи желбата да ги обучувате луѓето за еден ден тие ваши ученици или студенти да стигнат до некои резултати, е можеби најголемото задоволство кој што еден професор може да го добие. Јас сум Софија Георгиевска, професор сум на Институтот за социјална работа и социјална политика и на психолог и сум ангажирана повеќе на психолошките предмети и научно-истражувачките предмети. Ја сакам навистина мојата работа многу и затоа говорат не знам, најмногу се радувам на успесите на студентите кои што ги постигнуваат, како и контактите кои што ни остануваат после тоа, особено кога потоа со група студенти кога отидеме некаде на пракса или кога отидеме некаде на вежби, кога гледам студенти од првата генерација, навистина ми се случува да ми е полно срцето и особено кога гледам дека се успешни во тоа што го работат. Според мене тајната на успешниот студент е да го сака тоа што го студира, бидејќи доколку го сака тоа што го студира и докога вложи енергија во целиот тој процес, тој ќе стигне до својот резултат. Знаете како за мене добар студент не е студент кој што има просек плюс 10 години. Многу често некој ќе рече леле студентов колку висок просек има, меѓутоа за мене добар студент, успешен студент е студент кој што прво го сака факултетот, а второ студент кој што знае да се идентификува со него. Јас сум Симона Јанакиевска, студент на Институтот за педагогија, втора година. Го избрав овој институт бидејќи многу сакам да работам со деца и иднината ја гледам како добар воспитувач. Исто така сум дел од факултетското собрание, каде што има многу активности, тоа ми беше најголема мотивација да одам на овој факултет, бидејќи не е монотонно, нема само настава и дома, туку има и многу други активности кои што помагаат за личен развој и градење на личност. Мислам дека прво треба да си го избереме смерот, односно институтот на кој што сакаме да се надополнуваме со нови знаења и мислам дека каде што има љубов во работата, во учењето, таму има и успех, бидејќи со љубовта се постигне. Јас сум Димитар Короновски, студент на Институтот за историја на уметност и археологија во Филозофскиот факултет. Сум втора година и сум председател на факултетското студентско собрание на Филозофски факултет. Се запишав на Институтот за историја на уметност и археологија поради што откривањето на нашето минато и зачувувањето на наследството, на културното наследство е еден голем предизвик не само за човек, туку за држава и буквално за се. И голем плюс ми беше тоа теренска работа која Филозофскиот Институтот за археологија и историја на уметност ја нуди, значи идеме по терен, копаме, спиеме во чадори, доста интересно. Од една страна ние како екскурзија, но тука и учиме и работиме и затоа баш го одбрав тој институт. Факултетско студентско собрание на Филозофскиот факултет, тука имаме и 5 студентски здруженија. Заедно со Факултетското студентско собрание и Универзитетското студентско собрание со овие 5 здруженија ние организираме доста конференции, работилници и многу други активности кои Филозофскиот факултет широко ни ги нуди. Факултетот постојат многу здруженија на граѓани кои што се формирани од нашите студенти, како ПЛИО, ПСИХЕСКО, асоцијација на социјални работници и така натаму, ги има многу. Факултетот нуди еден голем спектар на работни места. Ние создаваме од наставници по филозофија, латински, старогрчки јазик, историја, создаваме општествени работници како социјални работници, психолози, социолози, историчари на уметност, археолози. Работните места се насекаде. Факултетот има 15 студиски програми. Последните 5 години најпопуларен е психологија. Тоа е тренд и во светски рамки. Пред 2 недели бевме, пошто октомври е месец на подигање на одговорност на лицата со Даунов синдром. И бевме на еден настан заедно со Сдруженијето за лица со Даунов синдром Трисомнија 21. Го крстивме настанот Игри без граници и
студенти од Институтот за археологија, историја на уметност, историја со архивистика, безбедност, одбрана и мир, заедно со колешките Институт за специјална едукација и рехабилитација, бевме и игравме игри со лицата со Даунов синдром, помагавме и мислам дека за тоа направивме едно големо дело и помогнавме на тие лица, барем на 1 час или 2 часа да се почувствуваат дека се дел од нас. Соработката помеѓу сите институти на филозофскиот факултет помага сите студенти да се градиме не само за струката која што сме насочени, туку да се градиме сестрано, што многу придонесува да се снајдеме утре во секојдневниот живот, бидејќи не е животот само работното место, туку опфаќа и многу други сфери кои што навистина му значат на човекот. Моменту се наоѓаме на археолошкиот музеј при Филозофскиот факултет. Музеј е основан пред околу скоро 10 години, кој е се уште во изработка. Главна цел на музеот е, покрај што има музејска функција, негова друга главна цел е да студентите на нашиот факултет имаат можност да имаат во текот на своите студии една убава пракса, кај што ќе водат во контакт со вистински предмети. Во моментот може да погледнете тука позади мене се наоѓаат вистински археолошки експонати кои што се пронајдени како дел од тековните археолошки проекти реализирани од страна на Филозофскиот факултет во соработка со други институции. Без претерување можеме да кажеме дека Македонија е една од најбогатите земји во Европа, можеби во светот, со археолошки остатоци. Голем број антички градови се уште не се откопани. Македонија има голем потенцијал за археолошки истражувања. Цел свет е согласен со тоа и затоа е потребно да се вложува во археологијата во Македонија, да се подига свеста за значењето на културното наследство во Македонија и да се привлечат што е можно повеќе луѓе кои што ќе го сакаат тоа, ќе го проучуваат, ќе се грижат за него и на тој начин најдобро ќе афирмираме нашата држава. Филозофскиот факултет изобилува со многу активности кои што секојдневно се случуваат. Тоа се многу наставни активности. Значи секојдневно да имаме наставни од аспект на промоција, од аспект на практични активности, од аспект на студенти кои што секојдневно се занимаваат со одредени работи кои што ги прават, па дури и општествено одговорни активности. Еден ден на факултетот, така што на почетокот ќе дојдам, има лабаво дружење со пријателите, односно со колегите. Потоа наставата како и секогаш и после наставата секако дека следи дружење во собрание каде што се информирам за нови активности, даваме идеи. Еден ден на студент покрај тоа нормално идеме на факултет да слушаме предавања, да идеме во библиотека, материјали и такви работи, сепак малку настрана од тие предавални да излеземе. Филозофски факултет ни нуди многу добри места за дружење, како што е паркот моментално, кај што снимаме, имаме музеи, имаме доста големи депоа или така наречени скривници, ние ги викаме студентите, посебно колегите од историја, во нивната библиотека, исто така во библиотека за специјална едукација и рехабилитација. Така да еден ден баш само да идеш по библиотеки може да ти биде исполнет и да научиш многу друго околу на твојот смер или својата струка кон која си насочен. Јас сум тип на човек кој што сака неформална настава, кој што многу често знае да седне со студентите не само во училница, туку и предавањата да бидат надвор, со кафе и не знам седнати на ранец или јакна. И сега некако таа интеракција и таа комуникација со студентите многу ми фали. Значи, факултетот нуди многу можности. Ние имаме склучено околу 100 разни договори со универзитети во странство, така што студенти имаат можност дел од своето студирање да го поминат на реномирани светски и европски универзитети. Мојата порака до идните студенти е да не се штедат да вложуваат во знаење. Бидејќи, како што реков, тоа е најсигурна инвестиција за еден млад човек.
Ако можам да испратам еден апел еве до сите средношколци, до сите оние кои што можеби размислуваат каде да го продолжат своето образование, би сакала да кажам дека треба да изберат место кое што ќе ги прави среќни. Големо семејство. Мозаик. Иднина. Перспектива.